првиот утрински ритм се до последниот так пред вечерните соништа. За тоа како не младите гледаат на музиката, нивната посветеност за создавање на музиката, детските фестивали и предпознатливата гевгелиска нерегионална Калинка, разговараме со Александар Стојанов, директор на Интернационална детски фестивал Калинка. Добро дојдов. Добро ви најдов, благодарам на поканата. Ве поздравувам и вас и вашата куќа или Црвен крст. Така. Повеќе од 31 година традиција за Интернационалниот детски фестивал Калинка Гевгелија. Каква е честа да се биде на чело на еден ваков фестивал? Добро, прво да ви кажам дека фестивалот не го правам само јас. Јас сум само уметнички раководител, позади цел фестивал стои еден цел тим. Значи тука се наставници, тука е лектор по македонски јазик, тука е техничар, ќе ги спомнам само со имења Борче, Гора, Нада, Анета, Златка, Тања. Значи сите заедно да работиме фестивалот. Вие најдолу треба да знаете дека тимската работа, оти сте волонтери на Црвен крст, нели? Тимската работа е најважно во се. Значи ние сме како еден фудбалски тим и еден без друг не можеме да функционираме. Да, на крајот делот од музиката, што се однесува до музиката, одлучувам јас. Делот што се однесува до текстовите на песните се одлучува лекторот. Техничкиот дел го работи Борче, кој е задолжен за технички работи. Така да, јас сум само не сум на врвот, ние сме сите на едно исто равниште. По неколку годишна пауза Калинка се врати на подиумот во Гевгелија. Кои беа мотивите да се почне повторно? Ние сите пораснавме заедно со Калинка. Вие сте помали и не знаете. Значи јас и дел од мојот тим, сите бевме членови на пионерската секција во пионерскиот дом. Што фолклор, што театар. И тука се создаде, значи, основачите на Калинка, господјата Нада Ристова. Сега пак ќе ми замери од ја спомнувам носот, ми се лути од ја спомнувам на интервју. Господинот Георги Цуклевски дојдоа на идеја да го создадат детскиот фестивал, Интернационалниот детски фестивал Калинка. И тука, како членови ние и талентирани музичари, влеговме ние како соработници, тогаш деца. Ама сепак се вртевме таму, слушавме, гледавме како они вежбаат, како учат, како течат генералните проби. Така станавме полека дел од тимот и после долгогодишна пауза од некои непознати причини, и мене не ми е јасно зашто прекинавме. Претпоставам, ние отидовме во Скопје да учиме и така натаму. После долги убедувања се нафатив заедно со тимот и со Наде да го возобновиме Интернационалниот, да не заборавиме Интернационалниот детски музички фестивал Калинка. Во тек се подготовките за годинешното издание на фестивалот. Што може да очекуваме? Па може да очекувате, ако го гледавте 22-то издание, може да сгрешам сега тука. Ако го гледавте 22-то издание, може да очекувате малку по-различна сценографија, малку по-различни лет решенија, малку по-различни интересни песни. Значи сега нели актуелно е паркинг, актуелно е првачиња, азбука, има некои интересни песнички, се уште не се во комплетна фаза, ама имаме интересни солисти, мали деца кои што одлично се снаоѓаат, ама тоа уште не е довршено, значи не е убаво да зборам за тоа, кога веќе не сме одлучиле кој шо и како ќе земе учество. Ќе биде во секој случај интересно. Ќе има десетина фестивалски денови и тие сите ќе бидат различни. Малку ми е чудно сега час во едната, гледам час во другата, ама сега после на прашање ќе се фокусирам и на двете. Оти важат одговорите и за двете.
За нашите гледачи може ли да ни откриете како изгледа процесот на подготовка на фестивалот? Значи процесот на сега ќе зборам за исто и за како за 2023, кога стартувавме после подолгата пауза, ќе зборуваме за 2024. Почнуваме од септември со подготовки, интерни подготовки меѓу нас. Што ќе се случува, каде може да се работи со децата, некои припреми што се однесува до логистика, дали за светло, дали за простор. За после Нова година, ама оваа година малку потврдивме оти беше многу ладно. Сега ќе подместиме аудицијата малку за покасно, заради дечињата ти се мали. Вие сте поголеми, кај вас имунитетот е малку по-друг, кај нив е малку по-осетлив. Ќе направиме аудиција во крајот на февруари или почетокот на март. Во аудицијата сега ќе кажем за сите што, за да нема недоразбирање, аудицијата важи се уште, додека не почне снимањето. Многу, значи вчера беме на Струмичкиот карнавал гости на моје огромно задоволство. Многу од струмичани ме срекава, ме застанува и ме прашува, леле, криво ние ја спуштивме аудицијата. Нека дојдат сите слободно, добродојдени се, ако се децата талентирани. Ако не се талентирани децата, нека се запишат на математика. Потоа следува селекција на хорот, следува селекција на солисти, потоа следува подготовки на солистите, подготовки на хорот, па потоа следува танцово студио, значи минатата година ни беше Ивана Иванова кореограф, оваа година на моја огромно задоволство ни е Александар Аврамов. Веќе работат на кореографии, многу се интересни и таму има 30 на членови. Завршуваме со кореографијата, неколку генерални проби со светло, со тон, со музика, со водители, со се, а и водителите да ги поздравам. Водителите не беа прекрасни. Сега ќе им ги сгрешиме имињата, ако се скажат Јована знам. Јована, Катерина и Костадин. Значи они беа прекрасни. Јас дури се наутив, че во среда бев во македонската телевизија да го потпишам договорот за 2024 снимање и логистичка поддршка и им бев многу лутоти на снимките ги извадиле родителите. Водителите се извинувам. Они имаат таква пракса да не што пократко да биде фестивалот. Да не репризира секој втор ден на МТВ 5 и на МТВ 1 имаше цел фестивал, ама ние си ги сакаме водителите и ја користам приликата да ги поздравам и да се спремат за оваа година. Не се платени уште за 2023, ама нека се спремат за оваа година. Гевгелија изобилува со млади таленти. Како е да се работи со младите? Прво, ќе ми дозволите накратко да ви раскажем на приказна за дефиниција за млади таленти, што значи. Значи, јас и мојот брат близнак стартувавме како ултраталентирани клавирист и ултраталентиран виолинист. Ама кога отидовме во Скопје, и тука бевме ствар, навистина беме талентирани, тоа е од Бога дар, со малку труд и помош од нашите наставници Љубица и Мара, Велкова и Улишева, отидовме се запишавме во Скопје и тргнавме тука како ултраталентирани, значи, нели, млади таленти, дефиниција за млади таленти. Добро, но кога стигнавме во Скопје, таму имавме едно непријатно изненадување. Јас во мојата генерација беше Симон Трпчевски, беше еден Дарко Костовски. Значи, дефиниција за млади таленти е само стартот, другото е се работа. Сега, рамо до рамо, јас далеко сум од Симон Трпчевски. Гевгелија има музикални, ако ми дозволите да ви го преформулирам прашањето, значи има музикални деца. Таленти, сите сме ние талентирани за нешто. Без работа
сите докажени музички таленти, ево како Симон, веќе втор пат да го спомнам, бевме генерација, сите викаат оти 10% е таленту, 90% е работата. Ако ние не работиме со младите деца, со нашите членови на Калинка, ако не работиме со хората, може да бидат они ултра талентирани, без работа нема ништо. Ние сме значи членовите на Калинка и во принцип во Гевгелија има многу музикални деца и жители. Гевгелија изобилува со музикални жители. А дали најмладите ја избираат песната или самата песна ги одбира нив врз основа на нивната појава и искуство на сцената? Значи најмладите, знаете на дете кога ќе му се купи играчка одма, веднаш не му е интересна, треба да ја заслужи. Ако ние веднаш им кажеме дека ќе бидат солисти и дека ќе сакаат, ќе бидат звезди на сцената, тоа не е убаво за нив од милион причини, сега да не навлегувам во тие психолошки анализи. Најмладите најважно е да се забавуваат, а ние сме тие што ќе одредиме каде ќе пее, дали ќе биде член во танцовото студио, дали ќе биде солист и дали ќе биде во хорот и дали ќе биде во публиката. Ако не е талентирано, ќе биде во публиката. И друго интересно, во право сте, во некои случаеви самата песна, самата конструкција на детето ми кажува како која песна би и припаѓала или му припаѓала на детето. Например, ако ми дојде, сега ќе ви кажам, мислам од лани еден пример или оваа година, не се сеќавам, буквално од девојчето имаше конструкција на верверичка. А ние имаме песна оваа година верверичка. Значи имаме песна Навиваме за Кожев. Навиваме за Кожев не може да ја пеете вие, девојки. Мора да ја пее некоја машко. Имаме песна за мојата гитара. Сега тоа може и девојка да ја пее, може и машко да ја пее. Значи, децата се тие што треба да се забавуваат, да се тргнат од телефоните, да се тргнат од компјутерите, да дојдат на Калинка, да играме, да пееме и да се забавуваме. А ние ќе направиме тоа што треба да го направиме, тоа што треба што мислиме дека го знаеме најубаво. Ако се не свесни родителите, ако веруваат родителите на моето искуство од 30 години работа во музичкото училиште, 5-6 години, актерен, клавирист во повеќе ресторани низ градов, хотели, искуството, барем на мене ми, од прилика ми кажува. Од јас верувам во искуството на овие други, по-старите мои колеги што се. Кога они зборуваат за музика, јас молчам. Не треба да има доктор, да биде доктор по клавир или магистар по виолина. Јас колку што наслушнав и вие двете сте поврзани со музика. Значи, таму кај што треба на крајот да заврши во музиката и во спортот и во другите специфични професии, на крајот треба да завршиш негде да покажеш што знаеш. Јас имав чест да свирам за една финска компанија и собственикот на таа финска компанија беше познат джез свирач. И гости ми беше Оливер Белопета, директорот на джез фестивалот, не знам вие колку го знаете, не го знаете, предпоставам, мали сте. Гости ми беше еден поранешен председател на Република Хрватска Иво Јосиповиќ, кој што е дипломиран клавирист, ама завршил и економија и беше председател на Хрватска. Гости ми беше некоја позната корејска пианистка преку некој проект на фондацијата Аполонија, па не знаев на кај да се свртам, како да свирам пред нив, ама искуството си го прави своето. Дали повеќе се слушаат желбите на родителите или
Мене најважни ми се децата. За мене среќно дете е се. Родителот е тој што треба да му овозможи да дојде на проба и доколку има потреба да го чека за време на пробата, да го чека. Доколку мисли дека нема потреба, слободно може тој саат и 30 минути да оди да си пие кафе, а ние со децата ќе се забавуваме, по втор пат да ви кажеме, ќе уживаме. И сега следува прашањето во што е проблемот, дали во децата и во родителите. Јас ќе ви кажам дека проблемот е во нас родителите, оти ние имаме премногу очекувања од децата. Јас ако не сум пеел на калинка, а не сум пеел јас на калинка, не значи дека мојата желба треба да ја пренесам преку, односно мојата неостварена желба да ја пренесам преку моите ќерки, па да запнам, ајде вие да пеете калинка. Оти јас имав многу мерак кога бев мал да пеам на калинка. Јас старт од 2023 година имав една интересна изрека, родителите ќе дојдат без да помине аудицијата, без да се видиме, да видиме детето во која фаза е, дали е за пеење, дали се срамува, дали е талентирано. Вика, ние многу сакаме да пееме на калинка, да бидеме солисти. И јас викам, да, и јас многу сакам да бидам нуклеарен физичар и да работам во НАСА, ама некако не ми оди. А годинава има многу нова изрека, еве, пак ќе ви кажам за детскиот карневал вчера, не вчера, завчера мислам. Да, вие сте од калинка, да, абе, детето многу сака, вика, да ми пее, песна, вика, да пее на калинка. Викам, јас многу сакам да одам на крстарење со Анџелина и Бред Пит, Анџелина Джоли и Бред Пит, ама никако да успеам да одам на крстарење. Значи, тие се две, вака е да се насмееме малку, интересни ситуации. Желбата на родителот е едно, желбата на детето е друго. Значи, родители, ве молам, оставете ги децата, нека си го живеат детството. Не ги остварувајте вашите неостварени соништа преку нив. Ке ви давам пример за моите две керки кои што ги обожавам. Третата е уште мала и двете беа запишени на клавир. Јас сум 30 годишен клавирист, не знам колку репертуари имам во моите раце, повеќе од 2000-3000 песни од Стинг до Наум Петревски или до Тоше Проевски или до Джамбо Агушев. Сега одам од стил во стил до Френк Синатра. Они решија дека треба да се не се оди веќе на клавир, да се отпишеме од клавир, отпишете се. И тука нема проблем. А што ќе се случи ако јас запнам на сила? Ќе имаме успех, нема сигурно да имаме успех. Какви се чувствата по успешно завршен фестивал? Па чувствата се прво одмараме. Навистина е многу напорно, набиена агенда имаме. Значи, почнуваме на 27-ми, има децата по 2 представи за училиштата, за градинките. Извинете, потоа следува монтирање на сцена, па потоа идат главните вечери, секојдневни проби и на крајот кога завршува фестивалот, сакаме прво убаво да се одмориме и после ги гледаме резултатите од тоа. Калинка 2023 мислам е една од најслушаниот фестивал, по тоа што го кажуваат родителите, јас не го измислувам ова. Мислам е еден од најслушаниот фестивал во тековната 2023 година. И тоа ја слушаат дечиња од 2 години, ја слушаат деци од 9 и од 10 години. На ниво сме веќе го вративме нивото на Златно Славече, на Поточиња, на Суперзвезда. Суперзвезда веќе и не постои, ама ние сме веќе рамо до рамо со нив. Другите фестивали не вреди да испомнам, оти се бамбарлајки. Знаете што е бамбарлајка? Нешто што не е isproducirano како што треба, не е без убави песни, без убави сценографии, само колку да се одбележи фестивал. Не, ние секоја година ќе правиме се подобар и подобар фестивал
Сега тука морам, ама и не морам да ја спомнам поддршката на градоначалникот. Ако не е така како што ќе ви кажем сега, може да го скокнам тој дел, едноставно да го завршам прашањето. Значи, кога градоначалникот ми дава одврзани раце, зборам и за 2023, зборам и за 2024. Кога вика дека јас сум одговорен за тој фестивал и треба да го донесам така како што треба да се донесе и без никакви ургенции од сите страни, а свесни сме сите и ќе има ургенции, и кога ќе слушнам јас дека некој родител ќе ми каже, па јас дојдов, прашав таму во општината, ми кажа што има да бараш тука, АЦ е одговорен за фестивалот, да не се мешаат баби и жаби. Мене ми е огромно задоволство и финансиската поддршка, и на градоначалникот и на советот се разбира, и логистичката поддршка, значи не обезбедуваат сместување за македонска телевизија, идат 20 луѓе со репортажни коли, со режисери, со камермани. Имаме логистичка поддршка, ни овозможуваат простор за вежбање. Сега не е политички ова, изминативе 30 години немавме толку одврзани раце, него еве ви одредени средства и терајте. Не, сега во буквална смисла на зборот ја имаме сета поддршка од општината и градот да го вратиме, односно да стане Калинка и да остане и е бренд на Гевгелија. Калинка не е ни моја, не е ни ваша, не е ни на гевгеличани, Калинка е на градот Гевгелија. И тука ќе си остане и ќе биде бренд, најубав бренд во Република Македонија. Мислам нашата држава. Покрај фестивалот и работата со деца, што друго ви исполнува и релаксира во животот? Ме исполнуваат моите 3 ќерки. Едната е прво оделение, другата е 8, а третата е прва година средно. Значи јас имам 3 различни категории на нервози. Што значи 3 различни категории. За секоја се е посебно. Ме исполнува кога ќе ме поканат, например, последно во еден хотел, свирав на еден многу убав клавир. Кој од вас беше клавиристка? Вие? Јас. Ти? Вие? Ти? Да. Значи клавирот беше Берштайн, Т-282, еден од најскапите клавири, не е за до цифрата, синоним за скапо е убаво. Значи еден од најубавите клавири, 195.000 евра е клавирот и звукот му е како да возиш Ламборджини. Таков е. Тоа ме исполнува, имаме фамилиарен бизнес оставен од нашиот родител, рециклирање. Ако ви се сеќавате кога се подготвувавме за интервјуто, ви зборав за пластичните шишиња дека треба да ги рециклирате. Се грижиме за не посетуваат, вие не сте биле за жал до сега, Црвениот крст, ама идат децата од центарот Мајка Тереза, им објаснуваме што значи рециклирањето. Сега да не навлегувам во 16-та тема. И ме исполнува фестивалот кога пишувам песна. Јас кога пишувам песна, сакам да го нацртам детето, ако замислам дека тоа дете треба да пее, сакам да го нацртам детето како да го нацртам во песната. Таа ми е идејата. Може и за тоа се толку слушани песните. И за крај, што би им порачали на младите музички таленти од Гевгелија и поширо? Последното е најтешко, последното најтешко прашање. За крај. Нека не, значи да престанат да бидеме искрени спрема нив. Јас во многу прилики, значи оснивач сум на фолклорното друштво Боимија, одлично, фасцинантно друштво. Напредува секоја чест. Учесник во За тебе љубов моја. Пред неколку дена имавме Калинка, не знам уште шо не друго, некои промоции на книги, уште кај не сум учествувал, идат да пеат. Значи, искрено им кажувам,
ти се молам, немој да пееш Бионсе, Селен Дион, Тоше Проевски, Мараја Кери. Тие се луѓе што се раѓаат во 1000 години еден. Дајте да си пееме ние чија си од Славе Димитров, сега тропам глупости, или да пееме некоја Ти си ми укрви од Здравко Чолич, некоја англиска од Френк Синатра или од Майкл Бубле, или како се викаше, тоа е некој поедноставни. Да не сонуваме дека сме пеачи. Ако не заслужувате да бидете пеачи, треба родителот да знае пред се, а второ, вашиот ментор или наставник или тој што ве форсира да ви каже дека вие не сте за музика. Преодредете се за спорт, преодредете се за математика, за јазик, за компјутери. Значи да не создаваме лажни илузии на младите. Ние имаме едно златно правило, нашиот продуцент Кристијан Габровски и Ристо Самарджиев, познати соработници на детски песни, Дајте музика, Златно Славече, Сител Бамбине, Ристо Самарджиев. Едно правило важи во делот кога ја работиме Калинка во постпродукција. Што значи постпродукција? Го дотеруваме тоа што фали кај детето, можем гласот малку мој како мојов сега. Јас, моето златно правило е како ќе испее детето останува така. Да нема компјутерски, оти се компјутерски може се да се реши, нели? Софтверот ќе го стави гласот на софтверот и ќе го реши. Златно правило е хорот ќе се испее како ќе се испее, солистот ќе се испее како што ќе се испее. Ако го ставиме ние на софтвер, ако го дотера софтверот, тогаш ја губиме смислата на детството, на музиката и на фестивалот. Ви благодариме за одвоеното време и искрените одговори. Благодариме на вас, се надевам дека бев интересен суговорник и ако свирите на виолино и клавир, како што реков, да вежбате. Драги гледачи, ви благодариме што бевте со нас во уште една емисија од 10 прашања со нови содржини ви очекуваме наскоро. Се гледаме!